Го следите централниот дневник на регионалната К1. Добро вечер. Денеска е 3 декември, ден кој светот го празнува во име на лицата со инвалидност. За инклузија на оваа ранлива група неопходно е многу работи да се променат. Она што е најважно е да имаат пристапни патеки до сите институции. А сега со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Во основното училиште Васил Главинов пуштени во употреба лифти 2 приспособени тоалети за лицата со посебни потреби. Секоја идеја со која се решава проблем или се потикнува подобрување на условите за живот е добре дојдена, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Демир Капија. Објавен оглас за давање под закуп на земјоделското земјиште во Џумаилија. Досега во Европа се нема случајно лидер на политичка партија за своји непријатели да ги прогласи медиумите. Ова е став на уредниците на 4 национални телевизии за кои Заев од партиска говорница пред неколку дена ги класифицира како непријател број 1. Лидерот на СДСМ неодамна за своји непријатели ги прогласи 4 најголеми телевизии и најтиражниот дневен весник во Македонија. Ова досега никаде во Европа се немало случајно, велат уредниците на медиумите посочени од лидерот Заев во дебата на јавниот сервис. Тие анализирајќи моменталната состојба, велат социјалдемократот си го покажал вистинското лице. Кире Наумов не подпишува нормално задолжување на држава со обврзници. Сегда во свет е така. 100 милиони евра ризикува. Тоа е кавга со 300.000 пензионери. У старт. Со некои 100.000 корисници на социјална помош и дел на земјоделци кои тие пари чекаат субвенции. За само една недела. Во истата недела Зоран Заев излегува и вика: мене ми се непријатели 4 најголеми телевизии, најугледен дневен весник во Македонија. По примерот во Струмица, кога сите случувања се подредени на Заев, тој се обидува истото да го преслика и на територија на Македонија. Вака настапите на Заев ги анализира уредникот на Канал 5 телевизија Лидија Богатинова. И таму има страв кај луѓето. Ама знаете каков страв кај луѓето? Значи таму не смеш да прашаш некого за било што, за било каква информација. Човек што работи во јавна институција, во не знам, Министерство подрачна единица или било како, живе во страв, не сме да ти даде изјава, обична, најпроста, најобична изјава која што секој би требало по должност макар да ти ја даде, затоа што се плаши дека неговата сна, сопруга, не знам тој, се поврзани и ќе настрада од него. Значи, целиот тој страв сака да го рефлектира и на поширок регион, на целата држава. Сите да се плашиме нешто, да живееме во исчекување. Леле, дали овој ќе дојде, дали нешто ќе му се случи. Па еве ги пензионерите, дај да го избереме затоа што нешто ќе ни се случи. За ваквата состојба на СДСМ не се виновни медиумите. Раководството виновникот треба да го бара во своите редови. Ние не го доживуваме Социјалдемократскиот сојуз како политички непријател. Јас искрено сум уверен дека и Социјалдемократскиот сојуз не го доживува јавниот сервис како политички непријател. За аналитичарот Мирка Велиновска, ова што сега го прави СДСМ е штета за државата. Таа во емисијата Јади Бурек вчера вечер потенцираше дека многу од случувањата се диктирани од надворешни фактори, а ги спроведуваат за жал домашни платеници. Велиновска, поаѓајќи од незиното досегашно искуство, вели дека ова е најпогубната политика која ја води СДСМ. Они беа привезоци на овие партии, па на нив да им дадам дозвола да бидат марионети. И тогаш, ако гласаме, треба за некого да гласаме. Ке гласат за ВМРО ДПМН. Ке гласаат масовно, не зашто имаат избор, зашто немаат избор. Уредниците на националните медиуми со став, политичарите да ја водат политиката, новинарите новинарството, затоа што гледачот е тој кој одлучува која телевизија ќе ја гледа и на која колку ќе ја верува. Од името на владеачката ВМРО ДПМН, пратеникот Илија Димовски побара здруженијата да дадат своји предлози за законот за медиуми. Според него политичките партии заедно со представниците на меѓународната заедница не се доволни во градењето на здрав и одржлив систем за развој на медиумскиот простор во нашата држава. Пратеникот Илија Димовски од името на владеачката ВМРО ДПМН
побара во следните 2-3 дена Медиумската агенција на новинари, Сдруженијето на новинари на Македонија, од Агенцијата на медиуми, од Асоциацијата на локални и регионални медиуми и од сите здруженија на граѓани до сите представници на цивилниот сектор, до нив писмено да достават своји предлози што е она што треба да биде променето или подобрено во законите или нивни коментари за темите кои што досега станаа дел од јавната дебата по однос на оваа сфера. Би сакал официјално во име на ВМРО ДПМН да денеска да побарам од сите здруженија на новинари, од ЗНМ, од МАН, од асоциациите на медиуми, дали национални, регионални, локални, од сите представници на цивилното општество кои што имаат интерес од оваа тема. Не само медиумите, заради тоа што медиумскиот простор не е во сопственост нити на политичарите, нити на новинарите исклучиво, туку и на другите асоциации кои што подразбираат цивилно општество, синдикатите, коморите, верските заедници, спортските асоциации, културните друштва, сите кои што имаат своји согледувања за оваа тема, кои што имаат согледувања за поставеноста на законите, за проблемите кои што сме ги имале досега или онака како што треба да ги развиваме работите во следниот период, во следниве 2 до 3 дена да достават до нас писмени предлози за тоа како треба да се постапува во насока на подобрување на оваа проблематика. Според Димовски, политичките партии заедно со представници на меѓународната заедница не се доволни во градењето на здрав и одржлив систем за развој на медиумскиот простор во нашата држава. Ние мораме да имаме европски закон, закон кој што функционира во закони кои што функционираат во Европската унија и закони кои што ќе гарантираат стандардизација, професионализација и либерализација на медиумската сфера. Нема да прифатиме никакви закони кои што ќе значат зголемување на казните за медиумите или партизација на државните органи надлежни за оваа проблематика. Сегашното законско решение е избор на членови на совет по еден од новинарските здруженија ЗНМ и МАН, еден од адвокатската комора, еден од ЗЕЛС, еден од интеруниверзитетската конференција и 2 од собранието. Граѓаните знаат да препознаат кој работи во интерес на државата, а кој не, изјави вице-премиерот Ставревски вчера вечер на трибината во Демир Капија. Тој потенцираше дека овие средби се од големо значење за граѓаните бидејќи се слушаат нивните проблеми, а воедно представуваат израз на почит кон нив. Отчет за сработеното. Дека ова е вообичаена пракса за ВМРО ДПМН, вчера вечер вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски потсети на трибината во Демир Капија. Како одговорни политичари, Ставревски потенцираше дека ваквите средби се израз на почит кон граѓаните, но и одлична можност преку директни разговори да се слушнат проблемите за заеднички како и досега, да се работи на нивно решавање. Вице-премиерот Ставревски, говорејќи за она што е сработено во годината која одминува, потенцираше дека политичката криза резултирала и на економски план. Избори на Македонија не и беа потребни, но состојбата беше таква што тие беа најдоброто решение, вели Ставревски. Изборите се и шанса да се заврши да се тргне оваа политичка магла што е наметната и во која што можете да видите и слушнете се и се што, и каде што сите се обидуваат на еден или друг начин да ја прикажат реалноста поинаква од што е. Сепак луѓето добро знаат како живеат, каде живеат, што е правено, што не е направено и кои проекти се реализирани. Граѓаните знаат да препознаат кој работи во интерес на државата, а кој не. Политичарот се оценува по делата, а не по зборовите. Влезот на СДСМ во владата е добра можност граѓаните да ја увидат разликата. Само што влегува во институциите почнаа проблеми. Последниот што пробаа да го направат е да ја дестабилизираат Македонија на економски план, да се блокира финансирањето на буџетот, а тоа што значи? Тоа значи да се казнат граѓаните на Република Македонија што добиваат средства од буџетот. Ако имате буџет во кој што нема финансирање, тоа е исто како да нема буџет. Ако нема буџет, нема исплата на пензии или нема доволно средства за исплата на пензии, па ќе треба да доцнат или да не се исплаќаат, ќе нема средства за субвенции, ќе нема за социјална помош, ќе нема поврат на ДДВ кон стопанството, ќе нема реализација на капитални проекти. Тоа беше ветото што СДСМ го стави на работењето на Министерството за финансии.
Меѓутоа ВМРО ДПМН, како и секогаш, застана во одбрана на интересите на граѓаните на Република Македонија и успеавме да се избориме да ги докажеме аргументите дека се на наша страна, дека се работи за редовна активност, редовно работење на Министерството за финансии, кое што е потребно за да се исплатат средствата што треба да се исплатат од буџетот кон граѓаните и кон стопанството. И успеавме да издействуваме да се симне тоа вето. Она што оваа влада го сработила е видливо, се градат патишта, автопатски делници. Демир Капија, Смоквица треба да биде готова во 2016-2017 година. Се реконструираат болници, се градат нови градинки, нови индустријски зони во кои што има домашни и странски инвестиции. Невработеноста од 38% во 2006, денес е намалена на 26,8%, потенцираше Ставревски. Ние сме свесни дека треба да се направи уште повеќе, треба да се отворат дополнително работни места, некогаш платите можеби треба да бидат повисоки, меѓутоа како политичка гарнитура и како луѓе што влијае врз процесите во изминатиот период, направивме се што можеме и во тој дел и да се отворат работни места, а и да се заштитат работниците преку регулативата, а и преку воспоставувањето на минимална плата која што порано и ја немаше. И како и секоја друга работа, оние што никогаш ништо не сработиле, кога некој друг ќе сработи, наоѓаат 1000 мани и сега коментираат дека некоја инвестиција не дошла или дека платите требало да бидат повисоки. Ние се согласуваме, да, платите треба да бидат повисоки, меѓутоа сепак е подобро да имаш работно место отколку да го немаш како што беше порано. Дека економската состојба се подобрува и Македонија е подеднакво атрактивна за домашни и странски инвестиции, доказ е бројот на приватни субјекти кои функционираат на територијата на општина Демир Капија. Во 2006 бројката на регистрирани правни субјекти била 182, за денес таа е веќе 300. Од она што како дискусија се разви по излагањето на представниците од владините институции, ги издвојуваме идеите за туристички развој на Демир Капија, барањата, регистрираните земјоделци индивидуалци, обработливата земја која што ја добиле под концесија, да може да ја пренесат на новоформирани компании, со кои тие ќе стопанисуваат, со цел креирање на нови работни места. Владеачката партија ВМРО ДПМН одржа ден на идеи во Демир Капија. Многу идеи на Демир Капи си досега завршиле во изборната програма, па сметаат дека така ќе биде и овој пат. На овој начин се подобрува квалитетот на живот и се решаваат проблеми, велат од партијата. Младите своите идеи лично ги сподели и со вице-премиерот Ставревски. Многу идеи на Демир Капици досега завршиле како проекти во изборните програми на ВМРО ДПМН. Па затоа и овој пат желбата да се сподели своје мислење, став, но и конкретна идеја се големи, велат од општинскиот комитет. Младите за спортот, возрастните за економијата. Вака накратко може да се опишат идеите на жителите од оваа општина. Вино е трети атрибут кој не пласира во Европа и со кој можеме да го најдеме својот пат во развој на таа туристичка понуда. Значи, кога е во прашање вино и производство на вино кое требаме да го промовираме пред Европа, најдобар начин е да сите винари имат свој простор на едно место. Кога доваѓат и бизнис групи, но и туристи, да можат да се запознаат со широка лепеза на нашите вина. Дел од идеите лично прочита и вице-премиерот Зоран Ставревски. Моја идеја е да се реализира планинарска патека и велосипедска патека во правец кон викенд локација викана Дошница. Да, тоа го правиме веќе. Добро, убави идеи. Присуството на Ставревски младите го искористија и лично да му испорачаат еднодневно барање. Пример во Скопје кога има спортски надпревари, да можеме да присуствуваме и ние некако бесплатни карти и на тој начин да можеме студенти, студентшколци да присуствуваме на надпреварите. За репрезентација кога играат? Да, кога се натпреварува Македонија, на пример. Цело не може да си набават карти, знаеш како да знам. Да го за Добро, убава интересна идеја, не нешто духот што на не може младите да се према спортот да го поттикнеме. И убаво би било да има од сите краеви од Македонија. Автобуси имаме, ние карти не може да набавиме, така? Ще карти. Ајде ќе најдеме решение за таква работа. Сите идеи и предлози од граѓаните со чија реализација се решава проблем
или се подобрува квалитетот за живот, ќе бидат составен дел во изборната програма на ВМРО-ДПМН, велат од партијата. Во основното училиште Васил Главинов пуштени во употреба се лифти 2 приспособени тоалети за лица со посебни потреби. Проектот на Вардарскиот плански регион за инклузија ќе се спроведува уште во 4 општини. За лицата со инвалидност, до крајот на оваа година ќе се постави летниковец и опрема за вежбање во Младинскиот парк во Велес. Ваков проект ќе се реализира и во останатите општини од Вардарскиот регион. Пуштени во употреба лифти 2 приспособени тоалети за лица со посебни потреби во основното училиште Васил Главинов. Со ова се исполнуваат посебните образовни потреби со цел овие лица успешно да се вклучат во образовниот процес. Овие активности се дел од проектот меѓуопштинска соработка за обезбедување грижа за ранливи групи во општините Велес, Кавадарци, Градско, Чашка и Росоман. Ова да нагласам меѓу првите, ако не и прво училиште во Република Македонија кој што има монтирано лифт за лица со посебни потреби. Тоа е проект кој што чини негде околу 30.000 евра, каде што партнерски со UNDP, пред се благодарение на амбасадорката Луиза Витоно, сведочен пријател на нашиот град Велес и на Вардарскиот регион, учествувавме рамноправно општина Велес и UNDP во овој проект. Во закажаниот термин се извршени сите подготовки, сите проверки и лифтов има веденска задоволство, заедно го предадеме во употреба. Вкупната вредност на проектот изнесува $100.000, финансии обезбедени од програмата за развој на UNDP и Обединетите нации, како и од општините Велес и Кавадарци. Ние во Обединетите нации длабоко веруваме во инклузијата, односно дека не треба луѓето со попреченост да се оставаат надвор од општеството, туку треба да се прифатат натре во општеството и да се вклучат. Токму за вклучувањето, за инклузијата важен е пристапот и затоа сме толку задоволни и горди што овој лифт, пристапната рампа и сето тоа што се прави го овозможуваат пристапот на лицата со попреченост. Новиот лифт и додатна опрема во училиштето ќе го користат 29 ученика со посебни потреби. Истовремено, тие учат во редовни паралелки, но со адаптирана наставна програма од наставен кадар кој е обучен за инклузија и посебни образовни планови. Со пуштањето на лифтот ние станавме комплетни во делот на инклузијата, затоа што се повеќе и повеќе ги има дечињата во нашето училиште, а ние сме стварно комплетни и набавивме многу и асистивна технологија, така да ги позајмуваме и во нивните домови, така да сега успехот на сите овие деца ќе биде, верувам, многу подобар и соработката со родителите многу подобро, меѓутоа комплетноста на инклузијата е точно во ова училиште. За инклузија на лицата со инвалидност до крајот на оваа година ќе биде поставени летниковец и опрема за вежбање во Младинскиот парк во Велес, со што тие ќе добијат простор за рекреација. Проектот истовремено се реализира и во останатите општини од Вардарскиот регион. Во моментот во Кавадарци, во општината во Кавадарци се инсталира надворешен лифт за лица со посебни потреби. Во едно од основните училишта се гради ново WC за лица со посебни потреби. Таму ќе се прави летниковец и забавен парк. И во општините Чашка, Градско и Росоман ќе се прави по еден летниковец за лица со посебни потреби. Проектот се очекува да биде реализиран до крајот на оваа година. Веќе во следната, Центарот за развој на Вардарски плански регион ќе продолжи со активности во оваа сфера. По повод одбележувањето на 3 декември, ден на лицата со инвалидност, по посебното општинско училиште Маца Овчарова се одржа ликовна колонија, на која учествуваа ученици од Велес и други градови со интелектуална попреченост. Ово училиште традиционално го одбележува овој ден, на учениците подготвија и културно-уметничка програма. Ученици од Велес и други градови со интелектуална попреченост учествуваа на ликовната колонија која се одржа во посебното основно училиште Маца Овчарова по повод одбележувањето на 3 декември, ден на лицата со инвалидност. Ова училиште традиционално го одбележува овој ден. Учениците подготвија и културно-уметничка програма за своите гости. Грижата треба да биде севкупна и континуирана. Треба постојано да се работи на јакнење на капацитетите на сите институции, не само во областа на образование, туку и во поглед на здравство, социјална заштита, вработување и во сите сфери кои што би помогнале да се подобри квалитетот на живење на овие лица.
Родителите на учениците кои посетуваат настава во ова училиште задоволни од условите и соработката со наставниот кадар во училиштето. Па моето дете е веќе 10 години и речиси повеќе од 5 години е веќе во ова училиште и навистина успехот што го постигнавме во текот на овие 5 години е завиден со оглед на тоа дека ако земеме во предвид дека кога го запишевме во училиштето детето се уште немаше говор, значи беше невербален аутист, постигнавме многу. Родителите порачуваат да се подигне свеста кај луѓето за лицата со посебни потреби, за нивно прифаќање и вклучување во општественото живење. Дневниот центар го одбележа 3 декември, денот на лицата со инвалидност. Организирана беше забава на која се приклучија и представници на општинската организација на Црвен крст. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев ги посети и при тоа им подели пригодни подароци. Дневниот центар за лица со инвалидност на пригоден начин го одбележа денот на лицата со инвалидност 3 декември. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денес ги посети и при тоа им додели пригодни подароци. За лицата кои го посетуваат дневниот центар беше организирана пригодна забава. Во прославата на Светскиот ден на лицата со инвалидност се вклучија представници на општинската организација на Црвен крст. Денеку оваа активност ја покрива општинската организација на Црвен крст Велес, која е финансирана од Комерцијалната банка во проектот подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби, која веќе 7 години се имплементира во 10 општински организации во оваа република. 17 деца со инвалидност од понеделник до петок го посетуваат дневниот центар, кој е дел од меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Лицата со инвалидност се дел од општеството и мораме да ги прифатиме како дел од нас. Објавен е огласот за давање под закуп на земјоделско земјиште во Џумаилија. Право на учество на овој оглас имаат домашни, физички, правни и странски правни лица. Закупот ќе трае од 15 до 70 години во зависност од културата што ќе се одгледува. Рокот за пријавување е 45 дена од објавувањето на јавниот оглас. Денеска објавен е огласот за давање под закуп на земјоделско земјиште од 3300 хектари од некогашниот Светениколски комбинат Џумаилија. На огласот се понудени и помали парцели во Струмица, Ресен и Струга. Право на учество имаат домашни физички и правни и странски правни лица, а закупот е од 15 до 70 години, во зависност од културата што ќе се одгледува. Правните лица кои ќе учествуваат на јавниот оглас треба да достават бизнис план за што ќе се користи земјиштето, технологијата и бројот на вработените. Услов на учество во постапката е понудувачите за површините во Свети Николе во рок од 4 години да инвестираат минимум од 2 до 6 милиони евра. Почетната цена на закупнината треба да се движи од 77 до 91.000 евра годишно, во зависност за која географска целина ќе конкурираат. Рокот за пријавување е 45 дена од објавувањето на јавниот оглас. Два месеци затворска казна за оштетување електрични кабли доби СВ од Неготино за сторено кривично дело уништување или оштетување на јавна инсталација. Настанот се случил на 22 јуни 2005 година, кога сега обвинетиот без одобрениот надлежен орган вршел ископ на земјата со градежна машина, при што предизвикал оштетување на 3 водоводни електрични кабли, трафостаници како и прекин на електрична енергија во домаќинствата и бизнис корисниците. Обвинетиот доколку во рок од 1 година не стори друго кривично дело, по правосилност на правосудата казната затвор ќе биде укината. Првите тројца сведоци кои ќе сведочат пред анкетната комисија за скандалот за прислушкувањето се премиерот Груевски, министерот за финансии Ставревски и поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска. Матеја Митевски е добитник на повелбата на Блаже Коневски. Вести од Македонија.
Премиерот Никола Груевски, министерот за финансии Зоран Ставревски и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска се првите тројца сведоци кои владеачката партија ВМРО-ДПМН ќе ги повика да сведочат пред анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето. Поради доверливоста на информациите што ќе бидат соопштени, седниците на кои ќе бидат сослушувани премиерот, министерот за финансии и поранешната министерка за внатрешни работи ќе бидат од затворен карактер. Тоа не значи дека јавноста не смее да биде запознаета со деталите од комисијата, туку природата на тоа што ќе го говорат налага таа да биде затворена. Се уште не е познато кога точно Груевски, Ставревски и Јанкуловска ќе се појават пред комисијата, бидејќи денеска треба да се утврди планот за работа и листата на сведоци. Повелбата на Блаже Конески во рацете на академик Матеа Матевски во знак на чествување на големиот поет и прв председател на Македонската писателска асоциација Блаже Конески, Друштвото на писатели на Македонија неодамна ја востанови повелбата, а Матевски е првиот добитник на истата. Во своето отворештво тој е добитник на врвни книжевни награди, а бил и председател на Друштвото на писатели и Македонската академија на науките и уметностите. Признанието за повелбата ќе му биде врачено на 17 декември на свечениот собир, што по тој повод ќе се одржи во рамките на традиционалните денови на Блаже Конески. Пакистан одби да прими 30 мигранти од Грција. Турција склучи договор со Катар за долгорочна испорака на течен природен газ. Ова е свето денеска. Пакистан одби да прими 30 мигранти кои со чартер лет пристигнале од Грција на аеродромот во Исламабад, соопшти денеска пакистанското министерство за внатрешни работи. Тоа се случува само една недела по дипломатските преговори меѓу Пакистан и Европската унија во врска со решавањето на спорот со принудното враќање на мигрантите во татковината. По наредба на министерот за внатрешни работи, Федералната истражна агенција не може да дозволи овие нелагодно депортирани луѓе, како и членовите на екипажот, да го напуштат авионот, се наведува во соопштението. По шпекулациите дека Русија би можела да ја прекине испораката на газ за Турција како дел од веќе воведените трговски санкции по соборувањето на рускиот авион од страна на турците, Турција не остана на случајност и склучи договор со Катар за долгорочна испорака на течен природен газ во Турција. Договорот е склучен за време траење на прелиминарниот турско-катарски договор кој го склучила државната турска корпорација за трговија со нафта и газ Ботас и катарската национална нафтена компанија Катар Петролеум. Ова било сторено во тек на посетата на турскиот председател Ердоган на Катар, кој вчера допатувал во оваа арапска држава. Ројтерс јавува дека Турција би можело да го намали увозот на руски течен газ за 25% следната година поради политичките тензии. Аналитичарите сметаат дека мерките што се наведени во одлуката на рускиот председател Путин би можело да бидат многу штетни за турската економија. Првите проценки велат дека руските санкции би можеле следната година да го зголемат турскиот дефицит за најмалку 5 милиарди долари. Неготинецот Димитар Ѓоргиев е кандидат за спортист на годината во Македонија. Репрезентацијата на Македонија во Италија ќе го бара најголемиот успех. Пролет и Пелистер ќе го комплетираат 11-тото коло од ракометната Суперлига. Вести од домашен спорт. Трикратниот светски првак во кикбокс негодинецот Димитар Ѓоргиев е еден од кандидатите за освојување на престижното признание спортист на годината на Република Македонија за 2015. Имено во организацијата на Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортските федерации на Република Македонија и годинава ќе се изберат најуспешните спортисти во нашата држава, а како што споменавме, меѓу нив е и Ѓоргиев. Свеченоста на доделувањето на наградите ќе се одржи во последниот викенд на декември, а најдобрите во своите категории ќе добијат позлатена статуетка силуета на спортист во движење.
футсал репрезентацијата ја очекуваат квалификации за светското првенство во Колумбија 2016. Нашата репрезентација е во групата 7 која се игра во Бари, Италија од 10 до 13 декември и во која група освен домаќинот Италија, која е главен фаворит за освојување на првото место, се уште и селекцијата на Словачка од вториот шешир, Македонија од третиот и Молдавија која преку квалификациите обезбеди пласман во оваа група. Со надпреварот помеѓу Пролет и Пелистер што се игра вечерва ќе биде комплетирано 11-тото коло од ракометната Суперлига на Македонија. Надпреварот првично беше одложен поради настапот на Пролет во рамките на Челинг купот. Двете екипи по 10 одиграни надпревари имаат по 3 победи. Почетокот на дуелот е во 19 часот. На другите дуели од ова коло беа постигнати резултати: Металург Работнички 27-19, Прилеп Борец 28-24, Охрид Металург 40-26 и Вардар Јуниор Радовиш 24:22. Ливерпул помина најдобро во полуфиналната ждрепка за Лига Купот. Барса пред банкрот. Меси може да биде продаден идното лето. Вести од меѓународен спорт. Веднаш по победата на Ливерпул над Саутемптон беа утврдени полуфиналните двојки во англискиот Лига Куп. Ждрепката не донеса голем двумеч помеѓу Ливерпул и Манчестер Сити, ниту пак ќе го гледаме Мерсисајд дербито, а најдобро помина клубот на Енфилд. Ливерпул во полуфиналето најпрвен ќе му гостува на Стоук на стадионот Британија, а потоа ќе го игра реваншот пред својата публика, што е секако многу полесна опција отколку дуел со градскиот ривал или граѓаните од Манчестер. Првиот дуел се игра на Гудисон парк. По феноменалната партија во четвртфиналето против Саутемптон, Ливерпул е на чекор до првото големо финале под палката на Јерген Клоп. Актуелниот шпански и европски првак Барселона се наоѓа во многу тешка финансиска состојба која би можела да резултира со банкрот веќе до крајот на актуелната сезона. Каталонските весници тврдат дека клубот се обидува да ги продолжи договорите на Лионел Меси и Неймар, но тоа може да биде само капак на проблемите. Освојувањето на тројната круна минатата сезона значеше поголеми бонуси за фудбалерите, а тоа дополнително ја испразни и онака немногу полната каса на клубот. Се спомнува и продажба на Лионел Меси за кого и веќе има заинтересирани кои се подготвени да платат и 120 милиони евра, сума со која може да се покријат многу дупки во клубот. Денеска времето беше претежно сончево. Температурата се движеше од 11 до 17 степени. Во продолжение да ги погледнеме деталите. Благодарам на вниманието, почитувани, останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!